Продолжуваме со нашата серија проповеди. Тоа завршуваме денеска со темата која се вика духовно наследство. Пред точно 3 недели, точно на денот Илинден, ја почнавме темата за тоа духовно наследство. Колку важно е духовното наследство, можеме да видиме за како народите, како семејствата го чуваат, го негуваат тоа духовно наследство. Како народите не се откажуваат од некое наследство по никоја цена. Освен во Стариот Завет, освен силниот Мојсей, оној преку кого Бог го даде и законот, но го склучи и заветот, освен силниот Мојсей кој е толку маркантна личност во Стариот Завет, и царот Давид, кој од друга страна е вистинската царска лоза која седна на престолот во Јерусалим, еден што се проткајува низ остатокот од Стариот Завет, после неговото појавување, па се до самиот крај, е пророкот Илија. Илија со се што прави покажал према Јахве. Почнувајќи од неговото име. Јахве е мојот Бог. Тоа е неговото име. Тоа значи неговото име. Почнувајќи од неговото име до неговата служба, до неговата непопустливост, непоколебливост, да застане сам наспроти 400 други свештеници кои се поклонуваат на друг Бог. Наспроти царицата која не беше баш фина жена, која била нервозна жена цело време, сакала да го прогонува, сака да го убие. Илија не подклекнува, не се посомнева. Илија со се што прави покажал према Јахве. Тој земе како краен пример за оној кој непосредно ќе се појави пред големиот Божи ден, пред да дојде Месијата. Така е најавен тој ден. Пред да дојде големиот Божи ден, пред да дојде Месијата, ќе се појави Илија, кој ќе го покаже Месијата. Ќе покаже према Јахве тоа што и онака го прави. Израел го очекуваше денот на Месијата толку силно, но знакот за тој ден беше појавувањето на Илија. Тие можеа тоа многу јасно да го препознаат, бидејќи многу добро знаеа кој е Илија и како се однесува Илија, каква е верноста на Илија кон Јахве. Илија нема да го засени Јахве. Илија кој ќе се појави, нема да ја земе славата врз себе. Тој ќе покажува према Јахве. Тоа е токму тоа што Јован Крстител го правеше кон Исус. Тој покажуваше директно кон Исус. Тоа е едно наследство кој израелците ги прави многу богати. Многу големо богатство е да го имаш тоа како едно духовно наследство. Но минатата недела зборував за едно наследство кое ни е на нас многу поблиску. Така наречените охридски светители, почнувајќи од Кирил и Методи, па Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари, мислам дека ги набрав како што треба. Во секој случај, видовме дека тие луѓе оставиле големо богатство, не задолжиле нас како регион за тоа што тие го оставиле. Минатата недела со Фани бевме во Охрид и можевме да бидеме сведоци на тоа големо наследство. Видовме многу историски градби. Видовме една маркантна работа што мене ми остави впечаток, голем впечаток, беше една како се вика тоа, не печатница, туку место каде што се изработува хартија. Да, како музеј за хартија, влеговме внатре и можевме да видиме разни работи и човекот пред нас ни демонстрираше како се прави лист хартија. Многу интересна работа. Го видовме тоа и човекот ни покажа целиот процес како се изработува хартијата и на краја видовме Гутенберговата преса, која се користела со векови за да се печатат книги. Едно од тие работи кои тој ги печаташе како копија на оригинали кои биле пронајдени во Охридскиот регион, беше копија на еден од најстарите текстови кои се пронајдени во една од тие цркви, а тоа е еден запис од 11 век. Копија на тој запис од 11 век на старословенски, кој е воедно и првиот обид да се пишува на старословенски веднаш од како е измислена, составена азбуката, кодексот за јазикот, откриен и така натаму. Првиот текст кој е пишуван на тој јазик, на таа нова азбука,
причината зашто е измислена беше Евангелието според Јован. Јас си купив една копија од тој лист. Колку убаво изгледа Евангелието според Јован. Целиот тој труд да се состави азбука, да се научи јазикот и да се мине низ тој макотопен процес на постојување на кодексот на јазикот, само и само за да се преведе Библијата. Тие кои живееле во 9 век околу Охрид, многу добро знаеле една работа. Тие многу добро го разбрале тоа што Исус го кажува во својата одбрана против сотоната во пустината. Кога пустината го искушува Исус да некој од тие камења ги направи леп. Исус вика, човек не живее само од леп, туку живее и од секој збор кој излегува од Божјата уста. Токму тоа, тие луѓе во 9 век многу добро го разбрале. И затоа тие минали из толкав процес, само и само на тој народ кој живее на тоа поднебие, да го разбира Божјиот збор, затоа што е толку суштински потребен. Човекот да живее од Божјиот збор. Какво наследство пријаме од тие луѓе? Какво наследство? Со какво наследство нас не задолжиле? Колку е важна Библијата, колку е важен Божјиот збор, може да се види и од непријателите на Божјиот збор. Кинескиот председател пред година-две беше сменет уставот на Кина и сега доби доживотен мандат и малтене апсолутна моќ. Еден од најпрвите декрети кои тој човек ги прогласи беше забраната за слободно продавање на Библијата. Првата работа што ја направи. Забрана за слободно продавање на Божјиот збор. Можеби од нас Библијата е земена здраво за готово, но Божјиот збор, посебно непријателот, знае дека е животодавен за тебе. Затоа непријателот ќе направи се само да го изрелативизира Божјиот збор, да не го читаш. Ќе ти го преплави времето со секаква галама. Само да не пристапиш на Божјиот збор и да не го читаш. Нешто кое сите црквени јунаци, сите луѓе значителни во историјата макотрпно работеле да го преведат, да го зачуват, да го пренесат на идната генерација. Непријателот многу добро знае што се случува кога ќе пристапиш на Божјиот збор, како те оснажува, како ти дава живот. И затоа се обидува на сите можни начини да те држи настрана од Божјиот збор. Какво наследство сме добиле од тие луѓе кои живееле тука во 9 век? Огромно наследство. Што е со нас? Зборевме за две наследства, за две генерации, за пророкот Илија, кој оставил огромно наследство за Израел. Зборевме за Кирил и Методи, Климент, Наум и компанија, кои оставиле страшно наследство за кое се провлекува со вековите понатака во овој регион. Не само кај нас, во целиот регион. Но што е со нас? Какво наследство оставаме ние на следната генерација? Џон Веслеј, еден проповедник од 18 век во Англија, ќе каже вака: тоа што една генерација го толерира, следната ќе го примени. Тоа е еден негативен спин на едно негативно наследство. Негативен спин е тоа. Доколку животниот стил, тој што сега да го каже вака, доколку животниот стил кој го живееш е живеан на маргините на пристојното кое се толерира, знаете, има една црвена линија до кај ние сметаме пристојно да се живее. Доколку животот го живееш до таа црвена линија, си кажеш, не ја преминав, ама цело време си таму и тоа ти е целта на животот. И некои мали работи ги толерираш само цело време. Џон Веслеј вика вака: тоа што една генерација го толерира, другата ќе си го прегрне и ќе го живее на тој начин. Ако животниот стил е таков. Ако животниот стил е цело време на таа црвена линија. Тоа не се работи пред се. Не се работи само уствари за некој морален кодекс на однесување. Тоа се работи за корумпираноста на срцето. Пред се почнувајќи
до некаква блага самоправедност, продолжувајќи понатаму до критичност, до работи кои се центрираат кон себе си. Доколку себе си се сметаш близко до црвената линија, никош не се опушташ во целост, но таму некаде си, тоа што ти сега го толерираш, другата генерација ќе го примени. Јас би рекол вака, јас би сакал да ставим еден позитивен спин на ова наследство. Тоа што една генерација го гради и го охрабрува, следната би требало да го живее. Нема никаква гаранција како следната генерација ќе одлучи и што ќе направи. Но шансите следната генерација да продолжи по патеките на правдата се многу поголеми ако ние го градиме тој пат и го охрабруваме тој пат на праведност со цело срце во нашиот животен век. Дали намерно вложуваш во наредната генерација или пасивно чекуваш да им текне на децата на другата генерација? Кај нас тоа обично се случува. Им чекаме на луѓето да им текне. На децата да му текне. Нели ти текнува? Обично така е голем дел од дисциплината се случува кај нас. Нели ти текне што правиш? Како не ти текна? Ај нека ти текне веќе. Се чекаме некој да му текне, нели? Дали нашиот живот во пракса ги отсликува зборовите на Луј 15? Многу познати зборови се тоа. После мене, потоп. Јас ќе живеам тоа како што ќе живеам животот, а за другите малци, сега, они нека се знаат за себе, што знам. Дали имаш цел пред тебе или немаш време да застанеш и да замислиш каков живот се стремиш да живееш и каков пример да оставиш во наследство? Тоа не се однесува само на децата. Тоа се однесува на цела една генерација која доаѓа после нас. Какво наследство им оставаме? Имам еден личен предизвик за сите нас. Личен предизвик. И онака во животот некаде ќе завршиш на друго место со некакво наследство оставено за тие после тебе. Зашто е неизбежно. Во животот некаде ќе завршиш со некакво наследство за тие после тебе. Можеш да завршиш на некое место и со некакво наследство без никаков план и без никаков правец. Можеш и така. Кај ќе те дува ветерот тамо, ама ќе завршиш некаде. Немаш појма. Ама можеш и да завршиш некаде и на некое место со некакво наследство намерно одлучено сега. Можеш тоа да го направиш. Можеш сега намерно да одлучиш да одиш во еден правец, да се стремиш кон некое наследство, може би нема да стасеш до целта, но ти кажам, ќе бидеш многу поблиско до целта, ако го имаш правецот, отколку да немаш никаков правец. Секако ќе завршиш на некоја дестинација во животот. Подобро завршиш на некоја дестинација со намера. Подобро е тоа. Нека тоа ни биде еден предизвик. Не е можно после многу години да останеш на исто место со исто наследство. Тоа е невозможно. Човекот е во постојано движење. Ако нешто од природата можеме да видиме, барем тоа можеме да го видиме. Не само што се врти земјата околу себе, се врти околу сонцето, па и месечината се врти околу земјата, се врти, се е во постојано движење. Една од тие работи кои верувам дека црквата треба да ги разбере како едно многу важно наследство кое треба да го остави е едукацијата. Тоа што ние го имавме како парола пред неколку години тука, знаењето е сила и знаењето е моќ. Тоа е една од кампањите за нашето најскорешно минато. Едукацијата е важна особина и важно наследство, но посебно станува важно кога ќе се постави во правилниот контекст. Самата едукација може да стане идол и знаењето на вистина може да стане брутална моќ, доколку не се постави во вистинскиот контекст со вистинскиот морален компас. Знаењето може да биде страшно опасна работа. Може да биде брутална моќ, не само моќ, брутална моќ може да биде.
доколку не се постави со вистинскиот морален компас. Џон Веслеј, ќе продолжам да цитирам нешто од него, во својата проповед за воспитувањето на децата, имал таква проповед, вели вака: слушајте каков поглед на работите има. Многу ми се допада. Вика, да продолжевме во совршенството онака како што Бог го создаде првиот човек, веројатно совршенството на нашата природа ќе беше доволен патока за секого. Но како што болестите и заразите ја создадаа потребата од лекови и доктори, така нередот на нашата когнитивна природа ја создаде потребата за едукација и учители. Колку интересен поглед на светот. Онака како што за докторот единствена цел е да ја врати состојбата на телото во својата природна состојба, така и за едукацијата. Единствената цел е да ја врати состојбата на разумот во својата природна состојба. Едукацијата служи колку што може да помогне да се надокнати загубата на оригиналната совршеност. Тоа е стремежот. Како што медицината се смета за уметност која го враќа здравието, така на едукацијата не треба да се гледа никако поинаку, освен како на уметност која го враќа човекот кон својата когнитивна совршеност. Џон Веслеј цитира некој си господин Лу, не може да видам кој е тој, изборува дека христијанската едукација е толку многу важна и важноста на црквата да ја превземе примарната иницијатива за едукација се должи на следното. Еве зашто црквата треба да има една главна улога во самата едукација. Преку законот и заветот, а конечно преку мисијата и поуките на Христос, ние можеме да го видиме Божиот оригинален дизајн. Можеме да видиме зашто ние сме создадени. Кој е нашиот полн капацитет? Кој е нашиот најсветол сјај, одблесок на нашата природа? Тоа можеме да го видиме во Божиот дизајн. Патот до полнотата во животот единствено може да се најде во страниците на Библијата. Онака како што докторот го гледа совршеното тело и совршеното здравје, и тоа му е репер како треба да изгледа друго тело кое е болно, на еден сличен начин ние треба да го гледаме Божиот дизајн и да кажеме тоа е нашиот стремеж кон едукација. Така треба да се едуцираме. Тоа е вистинската мудрост, тоа е вистинското знаење. Патот до полнотата во животот се наоѓа во страниците на Библијата. Затоа црквата со своето наследство мора да даде многу внимание на едукацијата на децата од најмалите години. Но според Томас Кемпис, дури и во делот на едукација мора да се внимава за тоа како вистински треба се разбере и примени таа едукација и која е делотворната едукација која навистина прави разлика. Томас Кемпис ќе каже вака: понизен и скромен поглед на себе си е посигурниот пат кон Бог отколку длабинско проучување на човечкото знаење. Не дека учењето е лошо или виновно за нешто, но добрата совест и животот во светост е подобро од се. Но бидејќи многумина бараат знаење наместо добар живот, затоа застренуваат и донесуваат многу малку или нималку плод. Самиот наслов на славното дело на Томас Кемпис, кој јас го читав пред неколку години, го покажува правилниот начин на превземање и оставање на трајно и добро наследство. А насловот на неговото дело се вика вака. Јас го преведов во буквална смисла на зборот. Насловот е Имитирајќи го Христос или Imitation of Christ или имитација на Христос. Имитацијата. Едно од првите нешта кои децата ги прават се да имитираат. Тоа е првото нешто кое децата го прават. Веднаш на самиот почеток од нивниот растеж ќе видиме дека децата глумат како возат мотор. Веројатно некој во семејството вози мотор. Или гледаат некои нивни херои од цртаните вози мотор. Тие возат мотор. Некои деца глумат возење кола. Тоа им се допаѓа. Јаваат коњи, имитираат. Некои од децата на жалост имитираат како пушат цигари. Некои деца имитираат разни работи. Имитацијата се јавува веднаш на почетокот на развојот.
Имитацијата е толку клучна за нашиот развој. Имитацијата воедно мора да ја гледаме како основата и за вистинското духовно наследство. Имитацијата. Имитацијата на Христос од Томас Кемпис е една од ретките книги кои кај мене предизвикале премногу аха моменти. Не знам дали предизвикале неколку книги такви моменти. Читаш само кажеш, аха, така било тоа. Имав премногу такви моменти кога ја читав неговата книга. Човек кој е исполнет со мудрост, но едноставен живот. А насловот сам за себе зборува што рефлектира таа применлива книга. Павле тоа поучување ќе го почне и тоа ќе го нагласи и ќе го напише до неколку цркви. Во 1 Коринтијаните 11 глава први стих ќе каже вака. Во нашиот превод вели: угледајте се на мене како и јас на Христос. Во буквална смисла на зборот тоа значи имитирајте ме мене како што јас го имитирам Христос. Меметес, повторувај, имитирај, следи. Тоа значи тој збор. Имитирајте ме мене. Тоа Павле го нагласува уште еднаш во 1 Коринтијаните. Јас во 4 глава 16 стих вели вака: ве охрабрувам, имитирате, бидете имитатори на мене. Во Ефесијаните тој кажува: бидете имитатори на Бог. Во 1 Солуњаните тој кажува да бидат имитатори на нив. Во Евреите пак сме охрабрени да имитираме. Тоа е еден од важните принципи и предизвици кои Павле ги дава на црквите, да бидат имитатори, да имитираат, да повторуваат. Како деца се сеќавам дека во црквата се поставуваше тоа реторичко прашање. Ќе кажат, кој од нас може да каже како Павле: имитирате ме мене како и јас Христос? И ние сите нормално одговаравме: не, никој не може тоа да го каже од нас, бе. Кој може тоа да го каже? И тоа беше, знаете што? Знам дека тоа беше поучувано од понизност. Да бидеме понизни, да бидеме самоуверени, да кажеме: може, јас сум најдобар тука, имитирате ме мене. Знам дека тоа беше поентата. Во понизност да знаеме дека ние не сме достојни, дека ние сме оправдани, и се до тоа го разбирам. Но јас верувам дека во продолжение тоа предизвика може да предизвика. Не предизвика, но може да предизвика. Во опасност да предизвика еден обратен ефект. Имитирајте ме мене, како што кажа апостол Павле, почна мене да ме звучи да не сте ни обидели да ме имитирате мене, како што јас го имитирам Христос. Бидејќи знаеме дека тоа е невозможна мисија. Сега што ќе имитирам јас, бе? У тоа никогаш нема да го кажам. Јас не сум достоен, јас не можам. Тоа е невозможна мисија. Со вистинската поставеност на срцето и само предавањето, сите ние сме повикани на тој пат на имитација на Христос. И како генерација, да им кажем на генерацијата после нас: имитирате на нас, како што ние го имитираме Христос. Или сакаме да се исклучиме од таа задача. Сакаме нас да не гледаат. Имитирајте ме мене. Христос ги предизвикува своите апостоли да го имитираат него. Една од тие работи кои беше многу интересна, додека го проучував Евангелието според Марко, во 6 глава најдов на една случка каде што Исус ги праќа своите апостоли во мисија. И еве го текстот. Во Марко 6 глава 7 до 13 стих гласи вака: и ги повика 12 и почна да ги праќа по двајца. Им даде власт над нечистите духови, па им заповеда да не земаат ништо за попат освен по еден стап, ни торба, ни лед, ни пари во појасот, но да се обуени во сандали, а да не облекуваат по 2 облеки. И им рече: ако влезете негде во куќа, останете во неја, се додека не си отидете оттаму. А ако негде не ве примат, ниту ве послушаат, што ми излезете оттаму, истресете го правот, односите своји ним за сведоштво. Тие појдоа и проповедаа покаяние. Изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и лекуваа. Што прави Исус од своите апостоли? Исус од своите апостоли прави како едни мали копии на него самиот.
тој ги облекува како него, ги праќа во слична мисија, не слична, иста мисија како неговата, им заповеда што да прават, како да се однесуваат. И знаете што? Ги повторуваат делата кои ги правеше Исус. Христос ги охрабрува да го имитираат и да ги прават нештата кои ќе видат дека тој ги прави. Во Македонија имаме една страшна поговорка која мене воопшто не ми се допаѓа. Прво ќе ја парафразирам, а после се надам дека ќе ја кажам онака народски како што се знае. Гласи: слушај, гледај и прави како што ќе ти кажам, а не како што правам јас. Или не гледај што правам, слушај што ти кажам. Се слушате тоа? Јас го имам слушано многу пати. Тоа е еден совршен изговор за мрзливост. Тоа мене многу ми звучи како ние да кажеме на следната генерација: немојте да не имитирате нас како што ние го имитиравме Христос. Отприлика вака звучи тоа. Се исклучуваш од таа одговорност. Едноставно не сакаш твојот интегритет да биде тестиран. Тоа не е пример со интегритет кој треба да се следи. Бидејќи во таквиот став постои изговор за било каков грев кој водачот или учителот или генерацијата ќе го направи. Наместо каење, ние вреднуваме само праведност во тој случај. Страшна работа. Томас Кемпис повторно ќе не подсети сите нас за вистинското учење, за вистинската мудрост, за вистинската едукација. Те вели: на судниот ден нема да бидеме прашани што сме прочитале, туку што сме направиле. За тоа ќе бидеме прашани на судниот ден. Праксата за имитирање е многу едноставна и многу лесна на видум. Еве, јас имам еден пример за мене за една дисциплина која не ја знае во животот. Пред 2 години, помалку од 2 години, купивме точак и го купивме од мојот пријател Филип Иванов од Велес. Тие што го знаете Филип Иванов, он со точакот секаде иде и вози на секаде. И така мене ме наговори да купам точак дека ќе сме имале тури и сме имале тури, супер, одлично се поминуваме. Но јас за точак немав појма ништо, никако се одржувам ништо. Јас последно нешто што се сеќавам на точак беше некој стар никаков кој мисля дека не се ни одржува. Кој ќе рикне тоа е. Отприлика тука застанува животот на точак. Арама кога отидов да го купам неговиот точак, Филип ми даде инструкции како да го одржам точак. И се вака, за мене кој јас појма немам како се одржува тоа точак, кога Филип ми покаже како се одржува точак, за мене тоа стана закон. Значи, како се чисти точакот со влажни марамчиња. Тоа за мене стана закон и тоа ми е рутина. Пред да го возам точакот, како да го изчистам. Може би имам подобар начин. Ама ако не навлезам подлабоко, за мене тоа станува закон. Јас го имитирам и се надевам дека точок ќе биде во добра возна состојба. Нема да ми се дупне гума или да ми излезе тркало нека удолница. Отприлика, јас го имитирам тоа што тој мене ми го покажа, верувајќи дека тоа ќе го одржи мојот точак. Истото би требало се случува и во црквата. Кога прв пат луѓето ќе слушнат за Христовото семејство и за заедницата на љубовта, првото нешто што ќе го видат, дали ќе биде ладен и чуден поглед, незгодна ситуација, одржување некаква формалност, за само на крај да слушат неколку охрабрителни збора, кои треба да дадат многу знаење, многу љубов треба да не инспирира, ама тоа во пракса го нема. Какво духовно наследство оставаме ние како црква? Дали ние се фокусираме на тоа луѓето да ги слушнат нашите зборови без разлика на тоа како се однесуваме ние во пракса? Тоа сакаме да го кажеме. Дали ги обесхрабруваме луѓето да гледаат на нашиот пример? Не ме гледате мене. Со тоа многу понизно звучи само. Ама звучи само понизно. Затоа што исклучува секоја одговорност која треба да е. Некој нема да има време да ги слуша нашите зборови до крај, бидејќи ќе биде засенет од лошата галама на нашето однесување и на нашите дела. Некој нема да го има времето да ги дослуша нашите зборови до крај. Има еден крајен пример, еден силен пример за имитирање кој за мене е многу мокен. После тоа чудо,
кој Исус го прави со 5 телево и 2 риби на храна од 5000 народ. Тој се кача на планината да се моли, а учениците одат со брод од другата страна на езерото. И додека одат има страшна бура. И Исус среде вечерта оди да ги пресретне одејќи пешки по водата. Исус оди натака, учениците го гледаат, не можат да поверуваат нормално, ти имаат разум и се плашат, си играат ово е дух. Прво мислеа дека е привид и дека ово е некаков дух, оди по водата. Ти биле нормални луѓе, знаете, не верувале во се што ќе слушнат. Ако некој оди по водата, веруваат дека тоа не може да е човек. Гледаат Исус, Исус им вели, не плашете, јас сум. Петар каже една важна работа таму. Петар вели, Исусе, ако си ти, викни ме и мене и јас да дојдам. И знаете што Петар излегува и оди према Исус, и ги гледа брановите и почна да тоне. И извика кон Исус, Исус го спасува. И сега ние, од таа страна на текстот, викаме, амам бе Петре, како можеш да се посомневаш? Онака како што Исус му кажа на Петре, нели? Знаете што? Петар беше вистинскиот следбеник. Вистински го следеше Исус чекор по чекор. Макар и тоа да значи одење по вода. Макар и тоа да значи пропаѓање во таа вода. Затоа што Петар знаеше дека ако Исус му нареди да оди по водата, тој ќе оди. Ако пропадне, Исус ќе го спаси. И тоа и се случи. На такво следбеништво, на такво имитирање сме повикани ние. Тоа може би изгледа лудо по сите критериуми. Но на такво следбеништво ние сме повикани. Петар многу добро го разбира рабинската дефиниција за следбеништво. Знаете, Исус бил рабин, така го викат до самиот крај, рабуни. Исус бил рабин. Според рабинската традиција, рабинот ги одбира своите ученици, како што ги одбира Исус. И тие од тој ден од кога се избрани, те оставаат се и го следат рабинот чекор по чекор. Спијат кај што спие рабинот, јаде тоа што јаде рабинот, го слушаат тоа што го слуша рабинот, го зборуваат тоа што го збори рабинот. Тоа е вистинското следбеништво. Го имитираат рабинот во целост. И еден од тие познати благослови во првиот век, на кој Петар му било многу познато, бил благословот нека прашината од рабинот, од стапките на рабинот падне врз тебе. И може би сега да размислуваме каква се символичко значење може да има тоа. И веројатно има многу символичко значење. Но во тогашната традиција, во тогашната школа, во тогашната дефиниција за следбеништво, за имитирање, значи дека ти рабинот го следиш чекор по чекор. И прашината од патот по кој те води паѓа врз тебе. И тоа е голем благослов. Тукму тоа е тоа што Петар го прави во следбеништво на својот учител, дури ако тоа значи одење по вода. Исус нас не охрабрува да гледаме на неговото наследство како да е наше наследство. Нешто кое е највредно и нешто кое ние треба да го оставиме на идните генерации онака како што Исус го остави на своите апостоли. А кое е тоа наследство? За кое наследство Исус нас не охрабрува да го наследиме и да го оставиме на идните генерации? Кое е тоа толку важно наследство? Исус, вечета пред да го фатат и зборува на своите ученици, тој вели вака: во тој ден ќе побарате во мое име и не ви велам дека Отецот ќе го помолам за вас. Исус вели, кога ќе побарате во мое име, нема јас да го помолам Отецот за вас. Бидејќи Отецот сам ве сака, зашто вие ме засакавте и поверувате дека јас сум излегол од Бога. Слободниот пристап кон таткото е отворен затоа што го следиме Исус чекор по чекор, го имитираме Исус во се што тој прави. Исус става посебен нагласок на наследство веднаш по воскресението. Објавувајќи се на Марија Магдалена, кај гробот на Исус и вели. А Исус и рече, кога се појавува пред Марија Магдалена, Исус и рече: не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот Отец. Туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот Отец и вашиот Отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог.
мојот татко е ваш татко. Исус го остава небесниот татко во наследство на нас. Најголемото наследство кој некој може да го прими. Не охрабрува да го имитираме во тој однос на татко и деца. Исус не охрабри дека нема потреба веќе да пристапуваме незгодно, но слободно и со радост, бидејќи нашиот небесен татко нас лично е познава, нас сака ние да му се обратиме. И за крај сакам да го видиме примерот, еден од најсветлите примери во Библијата, кој тоа го применил како што треба. Давид, цар Давид, што се можел царот Давид да им остави на своите деца во наследство? Колку работи се можел да им остави? Слава, богатство, царства. Во еден текст во 2 Самуилова, ќе го прочитам текстот и ќе видиме што можеме да заклучиме од овој текст. Вели вака: така царуваше Давид над сите израелци, судеше и делеше правда на сиот свој народ. А Јоав синот на Саруја беше над војската, а Јосафат синот Ахилудов беше летописец, Садок синот Ахитувов и Ахимелех синот Авијатаров беа свештеници, Сараја беше писар, а Бенијахов синот Јодај беше заповедник на керетејците и пелетејците, а Давидовите синови беа свештеници. Во навидом формален запис за состојбата на царството и персоналот околу Давид може да ни помине информацијата дека неговите деца беа свештеници. Беа коханим, еврејски кажано. Коханим. Давид знаеше една важна работа. Кога се делеше ветената земја на сите израелски племиња, сите израелски племиња добија наследство во земја, освен едно племе. А тоа беше левитското племе. Племето на свештениците. Зошто? Затоа што Јахве на нив им кажа: јас ќе бидам вашето наследство. Со тоа што Давид ги стави своите деца во еден таков контекст, тој им го даде најголемото наследство кое дете може да го прими. Го даде Јахве како наследство на своите деца. Јахве е нашето најголемо наследство. Нема поголемо. Бог е нашето најголемо наследство. Сето тоа го оставаме во наследство преку нашиот личен напор да го имитираме Исус Христос и да ја повикаме идната генерација да не имитира нас. Но за тоа треба да бидеме храбри. Треба да бидеме посветени. Треба да дозволиме Господ да не преобразува на начини на кои ние ќе станеме христолики до моментот во кој ќе кажеме: имитирајте ме, како што јас имитирав Христос. Да не се исклучиме од тој повик преку некаква лажна понизност. Како да го превземе тој повик, да го дадеме тоа наследство на идните генерации. За тие генерации после нас да го направат токму истото. Можеш во животот да завршиш било каде на било која дестинација. Но верувам, ако сега го фатиш правецот на тоа големо наследство, можеш еден ден тоа наследство да го оставиш вистински, да го оставаш полека вистински на наредната генерација. Имитирајте го Христос во односот со неговиот небесен татко. Нека тоа биде нашето најголемо наследство кој ќе го оставиме на генерацијата после нас. Ако Господ ги открие сите тие нешта во нашето срце, кој нас не предизвикува да се исклучиме од таа задача, да се исклучиме од оставање на тоа наследство на луѓето, на генерациите после нас. Ако размислуваме за кој е нашето најголемо наследство, нека тоа биде еден единствен одговор. Бог е нашето најголемо наследство, кој го примаме и кој го оставаме на наредните генерации. Ќе се помолиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам, Господ, за тоа што Боже, ја примаме многу. Ти не си оставил сами, Боже мој. Си оставил пророци, си оставил апостоли пред нас, Господ Боже мој.
да остат наследство, нераспадливо наследство кое ние го примаме, Господи. И да разбереме дека Ти си нашето најголемо наследство, Господи. Како што ми каже на Марија Магдалена, ќе одам сега кај мојот татко, кој е вашиот татко. И Христе го отвори патот. И го прифаќаме и го поставаме тој пат на следните генерации после нас. Го оставаме тоа наследство за следните генерации. Боже мој, пред се, не сакаш целосно се предадеме на Тебе, за да можеме да бидеме во таа состојба, за да оставиме наследство. Татко мој, води не, истражи ги нашите срца, Господи Боже мој. Едноставно, донеси не во состојба да можеме да оставиме трајно наследство на генерациите после нас. Сето тоа го правиме, Господи, за Твоја слава. Амен.